Гледате, сега излезе одредена афера, која е многу интересна афера, се објави во некои од македонските портали. Ние ја следевме и анализиравме целата таа афера околу, што вели например Фокус во својот денешен, односно вчерашен напис, дека пред истражната постапка што ја отвори Управата за финансиска полиција води кон членови на ВМРО-ДПМН кои се сомничат за нелегално финансирање на политичка партија. Обвини СДСМ во свое соопштение. Значи, тука нели стануваше збор за пратеникот Јован Јаулевски, после се покаже дека тоа не е точно, дека станува збор за неговиот татко. Меѓутоа, формулацијата дека блиски пријатели на лидер на една политичка партија. Тоа е кичен кабинет. Се заменети и се вклучени во целата оваа афера. Можеме ли да објасниме оваа афера, што е суштината на афера, бидејќи вие знаете што е суштината на афера? Јас сум упатен многу во ова што се случува и ова е срам за државата, срам за ЕВН и срам за ВМРО-ДПМН. ЕВН Електрани. Тоа е компанијата. Да. И треба само да тоа е керка фирма на ЕВН која што треба да се занимава со инвестиции и да обезбеди на Македонија да речеме некоја енергетска независност. Тоа сикат фотоволтаици. Тоа сикат фотоволтаици. Не само тоа, фотоволтаици, ветришта, се да се искористи. Тоа е енергија еднина, еколошки. Тоа би требало да биде нешто што сите би не интересирало и во кое што сите би биле ние дел. Купена е нива, каде што квадратен метар чини 0,5 евра, а е продадено како што се вели во така објавува Фокус точно. Како што за 400 евра. За 400 евра. Еве ја ќе кажам, нема да употребам имиња, се надевам дека некој ќе ме тужи од овие битанги и пропалици што ја водат оваа процедура на крадење на ЕВН и на македонскиот народ, а истовремено кукаат дека сме имале енергетска криза, што се битанги, олош. Најголем олош сокриен во политичките партии, поврзан со политичкото и физичко подземје, кои што ги користат сите алатки за лично збогатување. Јас знам друг случај, не овој случај. Друг случај каде што на човек му е кажано, ќе ги купиш нивите за мали пари и после ќе ни ги препродадеш на нас, парите ќе додат од ЕВН, фирмата што е за инвестиции на ЕВН, разликата ќе извадиш и ќе ни ја дадеш у кеш. Затоа викам, тоа се битанги. И оваа држава мора да стави крај на таквото користење на политиката и политичките партии и врските со некои лидери султани за лично збогатување. Зашто на крај овој народ мисли дали ќе останеме на свеќи оваа зима.